во оваа држава тешко е да се добие мислење, а камоли да се добие правда. Борбата за докажување на незаконското работење на Талески продолжува. Немам намера да застанам, се додека некоја институција не ми одговори како може еден градоначалник без срам, јавно и гордо да се шета и да кажува дека од куќен притвор ја водел општината. Дали некој од повиканите институции конечно ќе се одважи и ќе одговори на поставените прашања и ќе се замеша во сопствените надлежности. Битола не сме да биде под водство на градоначалник, чија основна дејност е чекирањето во судот, за кој суд се изјасни за него дека е ненадлежен. Тажната сага за Битола продолжува и нема да заврши додека вистината не излезе на виделина, а тоа е дека Талески во изминатите месеци од куќен притвор незаконски ја водеше општината. Во текот на месец август оваа година поднесов барање за давање на мислење од следните институции: Основен суд Скопје 1, Апелационен суд Скопје, специјално јавно обвинителство и побарав автентично толкување од Собранието на Република Македонија. Добив одговор од Апелационен суд дека тие не биле надлежни за тоа. Исто така, добив одговор и од Собранието на Република Македонија дека како советник немам право за предметното барање. Сметам дека и како советник и како граѓани ми се нарушени законските права за добивање на информации и мислења од надлежните институции. Затоа се обраќам до народниот правобранител да побара автентично толкување во врска со примената во пракса на член 163 од Законот за кривична постапка, кој се однесува како се регулира куќниот притвор.